господа, добро вечер и добре дојдовте на 51-те Караманови поетски средби во Радовиш 2024 година. Во таа чест, дозволете ми на почетокот, во име на покровителите на 51-те Караманови поетски средби, Министерството за култура при владата на Република Македонија и градоначалникот на општина Радовиш Ацо Ристов, како и во име на организаторите и реализаторите на манифестацијата, Центарот за култура Ацо Караманов Радовиш, Советот на 51-те Караманови поетски средби и коорганизаторите Општинската народна библиотека Браќа Миладиновци Радовиш, срдечно да ве поздравам. На почетокот имавте можност да го слушнете и проследите првиот дел од прекрасниот музички интервал на квартетот Ависта со двете изведби од Петар Илич Чајковски, валцер од балетот Заспаната убавица и танцот на цвеќињата од балетот Орево Кршачка. На крајот од вечерашната програма ќе имаме можност да ги проследиме и изведбите на Джузепе Верди, арија од операта Риголето, Јосип Ивановиќ, Брановите на Дунав, Јохан Штраус на убавиот Син Дунав, Димитри Шостаковиќ, валцер број 2. Со посебно задоволство би сакала да го поканам секретарот на општина Радовиш, господинот Љупче Почивалец, да ве поздрави и да ги прогласи за отворени 51-те Караманови поетски средби. Почитувани поети, почитувани гости, почитувани присутни, добро дојдовте на 51-те поред Караманови поетски средби. Секој град во Европа, па и во светот, има своји символи. Своји идеали кои што ги изразуваат и минатото, и сегашноста, но исто така и стремежите во нивнината. Овие символи се главните одличија на цивилизацијското живење. За Радовиш, тоа е несомнено Ацо Караманов. Радовишкиот млад гений Ацо Караманов, почитувани, на 12 години ги читал Кант и Бергсон, филозофирал со Фауст, знаел многу светски јазици и се подготвувал да стане светски писател. Ова момче доброволно се јавило во редовите на борците за слобода. За него слободата била највисокиот идеал. Слободата тој ја доживувал како ново пето календарско време. Загинувајќи на 17 годишна возраст, како антифашистички борец на 13-та македонска ударна бригада, тој не успеал да ги оствари своите гениални предиспозиции, но успеал да стане символ на тоа пето календарско време, а сепак успеал и да остави една трага на околу 2000 литературни творби во поезија, проза, дневни записи, па дури и карикатура и стрипови. Токму поради дел од нив, некои наши, но и западни критичари и преведувачи го нарекле македонскиот Рамбо или вундеркинд на македонската литература. Во тој дух, духот на 17-годишните визионери, дозволете ми, почитувани, најсрдечно да ве поздравам и да им посакам добре дојде и пријатен престој на нашите гости, поети во општина Радовиш. Во таа смисла, дозволете ми да ги прогласиме за отворени овие 51 Караманови средби и се надевам дека истите уште многу години ќе ги прославуваме
и ќе ги даваме значење такво какво што треба да има. Ви благодарам уште еднаш, да имате пријатни моменти и за многу години настанок да си го прославуваме. Благодариме на секретарот. Следува бесена за Ацо Караманов, дневнични записи од Ацо Караманов со учениците од Средното општинско училиште Коста Сусинов Радовиш, со учениците Роман Јованов, Ана Ѓоргиевска и Тамара Лазарова под менторство на професорката Катерина Диманова. Да ги проследиме. Што би сакал да стане? Прв пат ова прашање ја обзеде мојата душа кога во мене пеја 6 мои години и кога еден од оние чудно убави пролетни денови го беше облеал во зраци на сметнатиот него свет. Тогаш прв пат почувствував лесна треска, што широко му отвара вратата на сознанието, на безгрижната детска фантазија и им дава широк полет на мислите и чувствата. Што би сакал да стане? Една насмевната, лекокрила птица, која лета насекаде и сее по воздухот широчина и химни, која им дава на луѓето благословина убавина и им подарува радост и љубов. Ете, тоа беше мојот прв одговор на тоа прашање. Врела мечта на едно 6-годишно дете, кое сакаше да го слуша таинственото шумолење на природата во долгите ноќи пред либарското лето. А потоа се радеа нови и нови мисли. Растеа годините 6, 7, 9. Секој ми подаруваше по нешто ново. И јас растев љубен во синото небо на малата паланка, маѓе тајната на раскошната природа. Јас растев и во мене растеа желбите. Мечите ги растресуваа за јакнатите гради и пролетните копнежи ги пееа длабоко во душата химните на младоста. Годините неосетно поминуваа и јас растев задоен од студенилото на студената математика и од пресната топлина на лириката. Убав математички формули. Учев колку заби има тигарот. Каде се наоѓа Мадагаскар? Како да го толкуваме шестото блаженство на Христос? А во слободно време пиев. Пиев жеден од длабокиот извор на светската литература. Се радував со Дон Кихот, филозофирав со Фауст, плачев со Раскојников и во исто време се шетав со чајот Харолд по тесните улици на древната Атина. И во темните ноќи го слушав гласниот смев на Разумихин, знавениот шепот на Чичаторио, го чувствував заповедниот гест на големиот инквизитор, лукавството на Чичиков, великодушноста на Пиер Безухов, равнодушноста на Базаров и Мартин Иден и волноста на Дикенсовите херои. Сакав по цели ноќи да читам, осаме во мојата мала соба и да чувствувам како по снагата ми лази оној оган што луѓето го нарекуваат инспирација. И тогаш го грабнував перото и пишував брзо, по цели часови. Опијането од реката на мисли што вучаа во мојата дивната глава и ја потресуваа, како пламенен виол, целата душа. Под моето перо се редеа песни, раскази, започнати романи. И белата хартија впиваше во себе застрашувачки количини мастило. Песните на Бодлер, Верхарен, на Тјучев, Лермонтов, баладите на Шилер, Гете, Едгар По, елегиите на Маларме бучаа во мојата душа со страшна сила и го бараа своето ехо во моето срце. Се редеа песни, раскази. Јас читав се побрзо, позасилено, без див, во лудо темпо. Шели, Блок, Брюсов, Крлежа, Бајан, Шекспир, Конрад Мајер, Кронин, Лондон, Мајаковски, Цвајк, Драјнац, Рембо. Ги напуштав своите лекции и се друго, само да можам повеќе да читам
и да се насладувам од творештвото. Тоа ми донесе несреќа. Мојот некогаш така остар вид започна да слабее, додека не стигна до видот на нормалниот човек. Тогаш тоа не ме обесхрабри многу. Постои еден многу поостар вид од тоа. Видот на нештото. И денес, кога веќе навлег во пубертетната фаза на човечкиот развиток, кога личноста се оформува, разумот им дава полна слобода на чувствата. Јас преживувам еден од оние кратки мигови на човечкиот живот, кога ми се сака широко да ја отворам својата силна град, да го извадам своето срце и да го бакнам. Опијанет од одушевување и љубов кон се. Кон се. Што би сакал да станам? Сакам да станам човек во вистинска смисла на зборот. Сакам да станам писател, да ги изобличувам недостатоците, да ја шивам неправдата, да бидам учител на народот, да му ја давам неговата љубов широка, како што е широка неговата родна земја, длабока, како што е длабока неговата радост, неговата среќна, светла судбина. Постои ли нешто хубаво од тоа? Да го отфрлиш бремето на секидневните грижи и да станеш народен учител, негов заштитник од деправдите. Сакам да бидам писател, но нема да пеам за ангели и демони, нема да бладам за есенски миражи и декорации. И јас, ако воопшто станам писател, ќе се грижам со сите сили да му бидам верен служител на својот народ. Толкуваш на неговите радости и маки, на неговите копнежи и со перо да ги бранам, неговите идеали од сите непријателски стихии. Само така ќе можам да му бидам полезен на својот народ и во исто време полезен на целото човештво, кој ќе дочека посреќни денови на заемна љубов и братство помеѓу богати и бедни. Меѓу оние што сакаат да изградат величествената зграда на човечката култура и цивилизација, идеалот на Бајрон, Толстој, Вазов, Петев. Само така ќе можам да го исполнам долгот на вистински народен писател. Тоа е мојот долг. А тој леташе понатаму. Под него остана денот, како распеаните передови на модрите гулови. Раздвиженото пченкино зрно. Под него се изгуби земја. И беа само тој, небото и сонцето. Балада за црвената птица. Јас, малиот 14 годишен, со набабрени гради, бујни реки, ти пеам псалми со висок глас. Отворете ги мускулестите кафези на своите гради, расклопете ги коскените решетки на своите ребра, раздробете ги црните лушпи на својата тага и пуштете ја. Малата црвена птица со сончеви крила да пламне, да полета кон големата пламена река на својот брат. Сонце, нека полета со крилата искаени од огнот на бурните барања и радосно нека запее, заедно со големите бујни реки и татнежот на чекорите на синовката Еднина. Почитувани следува доделувањето на наградите. Наградата Караманов 2024 за најдобра книга од македонски автори се доделува на поетесата Ирена Павлова Деодорико од Венеција за книгата Новоженство. Во образложението од жири комисијата за оваа книга стои: на годинашниот конкурс за наградата Караманов 2024
се јавија 17 поети со своји необјавени поетски ракописи. Од селектираните 2 најдобри поетски ракописи во најтесен избор, Новоженство од Ирена Павлова Деодорико и Пристојни предлоги и други песни од Тихомир Јанчовски, жири комисијата го наградува поетскиот ракопис Новоженство од поетесата Ирена Павлова Деодорико. Новоженство е храбра поезија која не се бори за женските права, туку не соочува со историските предрасуди на еден свет кој бил проектиран како претежно машки свет, а кој денес се повеќе еродира како таков и среде ова се поставува женската перцепција за жената и како реален и еволуцијски идеолошки колектив на една цивилизација и колку и да е лудистички овој поетски ракопис, неговата необичност и оригиналност плени со естетиката на една нова реалност. Го повикувам секретарот на Општина Радовиш да ја додели наградата на лауреатот Ирена Павлова Деодорико. Јас денеска дојдов прекуден и се почувствував фантастично. Наистина, дека има постои некои, после би си го што го прави така. Ова не го било се да отворува, не? Би треба просветлување и сите што се во просвета, и сите што пишуваат поезија, просветлуваат на свој начин. Нели така? Што мислите? Така треба да биде. Така треба и така е и ги виде доктора. Благодарам. Имам реч, така ли? Ја една песна, младите поети, прекрасни, две може, не се шегам, сакам да поздравам прво, ако може да кажем ваш горе дојдем од Италија, таму сум неколку години, може вака, да не биде екс-катедра, не? 1, 2, 3. Драги мои, знаете како? За да дојдете до оваа песна, guarda che luna, guarda che mare, di questa sera io vorrei tamen dormire. Треба да се дојде до оваа песна сега. Heroi vidi mila, majko ti lele, što si sretna, sestra mila. Ja se sretam mila, majko ti lele, slavno mila, majko vodenka, ove почувства таа микстура, таа комбинација од чувства и состојби, кои што и нашите предци кои живееле таму некаде вон, ја чувствувале. Вела дводомност, што значи тоа? Имам еден дом, јас велев космополит сум, пред да отидам да живеам во Венеција. Меѓутоа, за да бидеме космополити, коредот morаме да го доживееме одново и се поинтензивно. Затоа е да дојдем во Радовиш, а Македонија не знае толку добро како Тихомир Јанчов и мој драг колега од компаративна книжевност кој што ќе добие специјалната награда. Тогаш, драги мои, реков нема потреба да ја запознам, да отидам сега. И немав таква можност, веројатно. Не знам точно за што се работеше, реков, имам време. Меѓутоа заминав. Сега јас се враќам
за да ја запознам по-добро мојата Македонија, не се случи неверојатно и наградите, мислам, добро сме валоризацијата, за повторно да заминам и повторно да го сватам феноменот на космополитството, ама предуслов за него е да се биде човек на корен, центриран. Токму на ова парче земја. Па сакам од се срце да го Јас се смеам и огромно. Тоа е нашата Македонија чудесна и сакам да прочитам една песна, од оваа книга. Благодарност Борбор Чепанов, кој што 51 пат поред ја ова чудесна, прекрасна, многу важна книжевна манифестација ја организира. 51 да. Да, Ацо Караманов, кој што е нашиот револ, на 17 години. Па, знаете, поезијата се носи уште кога се отрувате на мајка. После такви енграми, кои што потоа кога се излегува неприкно, тоа се тие прогресивни луѓе во со таа дарба една, тоа би енергетско поле од кое што се црпи и потоа се дели со народот, се сподели. Ајде да не должам многу, ќе прочитам, Ново женство не е феминистичка книга. Значи, тоа е една кованица, Ново женство, ако постои старо маштво, мислам на традиционалистичките вредности. Ова е некако, знаете како е, според Јунг, секој маж има и анима во себе, значи женски принцип, и обратно. Секоја жена има машки принцип. Ова е некако престројување, како што во образложението господин Борчепанов дека на храбар начин се пишува за нештата, ја би рекла на мој нормален начин. Зошто да имаме табу по прашања машко-женски, а конечно, кога пишуваме нешто, така да го наречеме квалитетно, тоаш веќе во тие нивои не е ни важно кој наше поезија. Се вика писната, се вика ако му се можеше на Буковски, би се може и мене. Ако можеше Буковски, ако му се можеше на Хенри Милер, зошто да не можам јас да напишам пијани стихови, додека ги љубам и размачувам со црвениот карлин метафорите, додека ги завидувам за пирките, за да не се сопнам, одмачал писите на еротски сцени, да јас право имам да ми се гадат деснostите синтакси на допирот, сакам и мене после се да ми кренат спомени, додека блудничам со другите јазици. А само сакам на љубениот да му кажам, не ме оставај, кажи зашто ме остави. Зато облаков главата деколте, а ти не знаеш дека мојата песна е поубава од него. Само не ме оставај, ќе се напием една жолта, еден бурбон, ќе скршам неколку чаши, ќе ги дезинфицирам со твојата крв. Чуче ќе заиграм со последниот пијаница од кјумесот на боемите, со ѓаволот ќе одиграм либер танго, со лудиот ќе ги шверцувам сите луди по мојот бел, женски стих. Само, не ме оставајте. Но, ти ме остави. Ме остави со излишници, што беа од повеќе од што се оние во азбуката. Ете, затоа сакам да живеам во мојата азбука, во тој будуар од вистини, зашто само на вистините будуарот им е вистински дом. Да не помислите погрешно, јас сум буче за феминистичките стратегии, бел ден не виделе под тоа фереџе од заблуди. Се што сакам е да ми се дозволи Господа, за да ми се може, како што му се можеше на Буковски, или како на Хенри Милер, жена сум. Погрешна не можам да видам и поинаква. Според приказната на Ева, популарен греб здрав. Но секогаш каменот е тука за таа што строи песна, прилично згодна и незгодна, дека го фрли оне што смета дека само на Буковски му се може, или на Хенри Милер,
Како ќе повелате, вие, впрочем, мене не се сака. Интернационалната награда за поезија Ацо Караманов 2024 по избор од страна на селекторите за оваа награда, професор доктор Даниела Андонова Трајковска и Борче Панов, почитувани, ја доби руската поетеса Олга Панкина за книгата Меѓусебна потрага. Во образложението од селекторите за оваа книга стои: во поезијата на Олга Панкина, преку живи и смели метафори и како на филмска лента, многу луцидно, храбро и без влакна на јазикот, е оживеан мигот на постоењето во светот, кој се повеќе станува виртуелен отколку реален. Стихот е метрички и е исполнет со богата и сложена рима, нешто што е реткост во денешно време и се доживува како возвишена поезија на духот кој е буден и освестен и покрај тоа што живее во време-невреме. Поетските слики се извонредно богати и експлозивни и на фигуративен начин ја представуваат реалноста и уникатниот поглед на светот. Македонија со своите природни, културни и историски богатства е чест мотив во поезијата на Панкина. И токму заради тоа може да се рече дека таа не само преку своите препеви и преводи, туку и преку своето поетско перо ја промовира Македонија и меѓу македонците, но и насекаде низ светот како книжевен амбасадор кој тоа го прави со голема љубов и посветеност. Има и песни кои се гротесно хумористични, со кои поетесата на луциден начин истакнува философски поенти за смислата на постоењето на човекот и улогата на поимот за Бог во развојот на човековата цивилизација. Од тука, Олга и покрај класичниот стих што го негува, ја доживуваме како модерна поетеса која има храброст да го отчука своето срце во метриката на стихот и да ни го прикаже светот во неговата опачина преку демистификација на мигот кој трае во сегашноста. Почитувани, во продолжение ќе ви го прочитам писмото од лауреатот на наградата Ацо Караманов 2024 Олга Панкина. Почитувани, многу ме израдува веста дека за поетската книга Меѓусебна потрага ми е доделена интернационална книжевна награда што го носи името на македонскиот Рембо Ацо Караманов, кој на неполни 18 години загинал како партизан за слободата на Македонија. Ова е голема чест. Честа е уште поголема, бидејќи оваа награда ја добиле и великани, како Хусто Хорге Патрон, Јури Талвет, Константин Северин Хозе, Рајда Лиши, Клаудија Пичино и други. Манифестацијата Караманови средби со својата хумана мисија има исклучителна улога, зашто време е светот да го обединат литературата и културата. Срдечна благодарност од Центарот за култура Ацо Караманов, библиотеката Браќа Миладиновци и селекторите на наградата Борче Панов и Даниела Андоновска Трајковска за високо вреднување на моето поетско творештво, кое заедно со препеви и преводи е израз на мојата љубов кон Македонија. Олга Панкина. Сега ја поканувам професор доктор Даниела Андоновска Павловска, се извинувам, во име на Олга Панкина да ја прими наградата. Жири комисијата, почитувани, ја наградува и книгата Пристоен предлог и други песни од Тихомир Јанчовски со специјална награда Караманов 2024 заради исклучителните вредности на стихот како сведоштво и одбрана на хуманизмот и бескрајната добрина на човекот, чие срце е како тупаница во градите и кој однатред химна на доброто со дупка која нема дно и крај на добрината, и ги реафирмира човечките вредности, бидејќи од сиот жив свет само човекот може да љуби и зборува. Го покануваме писателот Тихомир Јанчовски да ја прими наградата од страна на секретар.
Благодарам. Благодарам на градот Радовиш. На некој чуден начин не би се заблагодарувал на ниједна институција, повеќе би се заблагодарил на живи луѓе, на личности. Втор пат сум во Радовиш на Караманови средби фестивал Аца Караманов, иако е од мали размери, мислам дека ова е многу важна манифестација за овој град. И јас во прв пат би сакал да се заблагодарам на библиотеката Браќа Миладиновци и на Борше Панов, не ги знам, и јас својата награда ја добив денеска веќе, утрово или на платне, бидејќи одржавме промоција на 2 книги за деца. Во библиотеката имаше мали радовишанчиња на возраст од 8, 9 и 10 години, така. Си поминав и јас самиот многу убаво. И тоа е мал град, Радовиш, ама има нешто убаво во него. Јас сум ме крстосувал со модел на секаде из цела Македонија, има нешто посебно тука. Мислам дека иако е мало место, Радовиш има многу градски и топол дух. Од овде луѓето се некако покротки и пољубезни, за разлика од другите места, па и во околината, не само пошироко, и како на ретко кое друго место, овде е малку како времето, како човек да се вратил пред 50 и 60 години, бидејќи овде луѓето, кои ќе видат постар човек, независно дали го знаат, млади деца, средношколци, кажуваат добар ден. Тоа е изгубено, верувајте, и тоа зборува за високиот степен на отуѓување, што го има на другите места, да е помалку отуѓено. И би сакал така и да би остане. И се додека има мали деца во Радовиш, ќе ги има овој град, оти наистина живееме во едно време на интензивен урбанизам, кога луѓето се селат и живеат само по големите градови, гледат и кај нас веќе многу села исчезнуваат. Ако зборував со едни американци, кажував како е кај нас, нема веќе цели крајови села нема. Вика, што зборуваш за човек кај нас, ги снегува градовите со 20-30 илјади жители, а кај нас вика село. Значи се надевам дека тој тренд на насилна урбанизација ќе престане и дека луѓето ќе се вратат и ќе живеат како илјадници години што живеели именно во рурални селски средини и во мали градови кои ќе видат нивни центри, бидејќи големите велеградови како што ги викаме, полни со народ, со дружби, со индустрија, носат многу нервоза и психички болести. Но, да не зборуваме за тоа, да ви прочитам некоја песна. Прочитам прво насловната песна од книгата и на оваа книга јас се пратив како ракопис и уште не е издадена, испечатена. Пристоен предлог. Има разговори што се водат со само еден човек и песни напишани за само една жена. Еден човек се запознал со една жена и ја довел некако да дојде да ми ја види куќата. И му рекол на мажот во жената: еве, ова е мојата куќа. Ако ти е мала или голема, ќе средиме, ќе направиме да биде таман, само да ни е убаво во неа. Ама ако ти е преголема или премала, претесна или преширока, пречиста или нечиста, ако не ти се бендисува, ако не ти се аресува, ќе ја запалам куќава женице, ќе ја направам пепел, нека изгори, што ќе би е празна куќа. Тамане, рекла таа, добро е, и заминала. Овој уште ги чека да се вратат помирени и не ја пали куќата. А таа не била мажена, само силен бил мажот во неа. Била, речи си, совршена. Ова песна се вика Салома или Танц под водата и е песна која е рефлексија на библиската содржина на Јован Крстител и на Салома, танчарката, која што ја побарала неговата глава на послужаник како одмазда. Водата може да те замрзне и да те пресече,
Денес е денот на оној со гласот што вика во пустината: покајте се. Бил силен и убав маж, малку див и неорлив, крштевал во водите на реката Јордан. Салома се заљубила и сакала да го обљуби, не и возвратил на изопачената љубов. На царот му ја кажал вистината за неговото блудничење со снаата и го пикнале врутка. Салома развратно играла пред царот, тој се распаметил и понудил се што сака. Таа ја побарала главата на љубениот на подавалник. Ако не е мој, нека не биде љубовник на никоја. И ја донеле главата, како на дланка, ја добила наградата и ја изгубила својата. Истиот час, долго пред сантите мраз да се спојат над реката и да го пресечат вратот над телото што прета под водата и да ја отсечат главата, љубоморната глава на Салома, танчарката. Ќе дојде ден и ќе ти напишам порака или ќе те поздравам на улица, а ти ќе одговориш со пола уста или со цело срце, зависи колку си заборавила и како си го запомнила она што беше меѓу нас. Може и ќе молчиш. Ако е првото, не си ми простила и не си простила до крај. Второто, сега си среќна и јас сум среќен за тебе. Третото, уште ме сакаш на начин поради кој кренавме раце еден од друг и фативме нови патеки. Биди цигла во мојата куќа, која тогаш уште не беше довршена, или темел, керамида, врата, каса, само да не биде чергиче, зашто и такво мора да има. Благодарам. Во продолжение следуваат поетските настапи на поетите учесници на 51-те Караманови поетски следби и роднокрајните поети од Радовиш, кои што ќе прочитаат по една своја песна. Најпрво ја повикувам Даниела Антоновска-Павловска, Стефан Марковски, Борче Панов, Вања Изова Велева и мистер Ли. Човек. Имав среќа, пријател, да ми биде еден човек. Вистински човек. Изгнаник во својот кафе со пердови и воздушни коски. Затворен во својата осаменост, а сепак слободен како времето. Беше непријател проеден на државата, зашто не сакаше да си го исече јазикот, ниту пак да си го убие мозокот. Еднаш си ги искува пердовите, но само за да му покаже на светот кој е. Но светот не можеше да го види секако. На општествата им се потребни илјадници години за да се погледнат однатре и да се исплачат убаво, за да им олесни преку некоја поплава или потоп по кој би запловила арката на животот. Бико, човекот, имаше крилја, што наместо да му служат за летање, му служеа за да си игра пикабу со себе си, кога мораше да се облекува во тело на папагал и неволно да повторува тоа што ќе му се рече. Лесно да му е небото. Очи во дланките на Достоевски. Некогаш имало очи во дланките на Достоевски. Не знам дали тој знаел, но ги движал мирно и без да ги затвори. Имаше очи во внатрешноста на дланките што ја изцртале судбината на Карамазов. Или дилемите на премлада девојка што вперила револвер во слепочницата на нелюбениот. Или рационалниот егоизам на секој што е затворен во подземјето на собствениот череп. Движењата на рацете беа спокојни и дисциплинирани, баш како за воен инженер. Постојат очи. Сибирски вјулици минуваа низ перото, тие и натаму гледаат остро, не да ги продрат низ слоевите на ветрот или дланката, дури и кога таа би се затворила или не би била.
Јас избрав една многу кратка. Адам. Се вика Адам. Адам папок немаше, смрт немаше, а јас и папок и смрт имам. Адам рај имаше, јас небо имам. Еден ден ќе изодам патеката и нема да застана. Ќе газам низ тревките без да жалам за светканата им снага. Еден ден ќе успеам да препознам луѓе и затворам прозорци да не ме допира нивниот стив. Го учам животот онака како што можам, онака како што знам. Еден по еден ден си нижам гердан и кревам вратот угоре да не ме стрмоли и зрната заглават грло. Еден ден ќе успеам да ја препознам заматената зеница на моите пријатели и избистрам душата оти со јадови е полна. Ќе биде еден ден повеќе во мојот живот, ќе тргувам со него, оти е мој. Еден ден ќе престанам да мислам оти другите одамна научија молк. Ќе престанам да им се лутам на лицемерните, оти они го спознаваат само своето. Еден ден ќе простам, онака како што знам, онака како што ме научи животот, ден за ден. Добро вечер на сите, почитувани градоначални, мој секретар во општина Радовиш и мои честитки на мои драги пријатели Ирена, мој драг пријател Владимир Јанчковски и отсутната Олга Панкина, така? Да, ето. Иначе, јас сум стар пријател на градот Радовиш, воопште имам тука многу мои пријатели од пред 50 години. Така да, некој од присутните може би се сеќава, затоа што јас сум бил, веќе 3-4 пат на Краманови светли и по други поводи сум бил тоа. Сега јас ќе прочитам една моја песна, ама на македонски јазик. Може? На монголски сум читал многу пати, ама да не биде досадно. Песната се вика Буда учител. Следејќи го Севишниот Буда, ја лекувам земната волка и се арчам во ветерот на мудрост. Служејќи се на Севишниот Буда, го простувам гревот на човек и се арчам во морето на желбите. Да бидам креатор на благосостојбата, ширејќи ја надежта на подобните, се арчам во лажниот печаток. Сакам да сум оган на вистината, да ги изгорам и јадниците гревови, се арчам во пепелот на небесијата. Сакам да сум градител на добрината, да ги прочистам обезчестените и заминувам во космичката празнина. Сакам да сум врската на дарма, да го поседувам умот на човека и да ја следам патеката на избраните. Се здружувам со дармата на благородниците, се распрснувам во вселената како семе на просветлението. Ом муни муни маха муни сваха. Ом муни муни маха муни сваха. Ом муни муни маха муни сваха. Следуваат поетските настапи на Љубинка Донева, Катя Диманова Јованова, Доне Донев, Ице Беличев, Маријан Христов Смоларски.
наоѓа на пчелите. Како ретка гледка, нурната во геометријата на бескрајот, го испивам синилото и останувам прозрачна за немоќта на пчелите да ги оплодат сончевите води, што сакаат бело и жолто и бараат за солниште во душата на цветовите, а само јад и пелин им се лепат за летото. Благодарам. Домот во нашите очи. Сите бараме домови и заслоништа низ местата кои не постојат. Низ улиците полни со џагор и во празнотијата на луѓето кои не достигаат. Во соништата ги замислуваме, ги идеализираме и трагично завршуваме во ладни соби во кои една душа не може да најде место за друга во себе. Во таа потрага ентузијастички забораваме дека пополека го губиме здивот и се тероризираме од желбата да го пронајдеме домот во кој ќе ни биде удобно. Забораваме дека домот е некаде во нас и единствено може да не стопли собствениот оган кој тлее, но никој не го одржува за да гори. Добра вечер. Лузна. Пламени јазици од кругот тегнати позајмени. Шлаканици удираат. На кандило пред икона пламен голтаат. Ситен босилек миросува кармав погача за месера од третата вечер со криме, со прегрешенија посипана. Стуткани молитви беседат врз молитвеник. Песно појпелтечат, звуци оглувени. Малак сам патник скарила број, со греф и гнев утрова сити. Од горчливи солзи нектар за наслада, искинати конци, заврзана судбина. Наместо вода врз пламен од бензин, од секој круг по една лузна, за секоја солза по една казна. Малаксана снага, угаснат пламен, разбраздено чело, една лузна килиба врз потрошеното време. Пријатели, се враќаш, нема кој да те пречека, нема кој порти да ти отвори. Тогаш се ќе ти стане јасно, дека за се сега е касно. Цел живот по пари трчаше, убави дворови и висока куќа градеше. За себе, за фамилијата време немаше. Не таго е сега, касно е. Децата еве пораснаа, таму повеќе не се враќаат. Празни дворови, празна и куќата. Мајка и татко си заминаа. Сега не знаеш што да направиш, сега си странец, тугинец. Се сеќаваш често на оние денови, насред соба стојат спакувани куфери. Полна куќа, безвредни работи, кои никому не му се потребни. Очајно ги бараш сликите, пријателе, барем на мира, сам да се исплачеш. Благодарам. Багрем и кога те нема, те има. Утрину, кога во мирисот на багремот влегувам да ја откријам тајната, како се селила обвиткана со светлина, звукот на харфа ми вели. И кога ја нема, ја има. Како крадец на метафори, на коренот му се вовлекувам да го отворам бисерот на твоите гради, искрата на звонот на кременот крагори. И кога ја нема, ја има. Ти го посади багремот како живо сребро и за возврат заради тебе два пати расцветува. Пролет како лик на самовила и шепоти. И кога ја нема, ја има. 3 години ликот во багремот, багремот во ликот. Ми ја пренебрегуваа душата како исчекување пред прва причесна
кога гласот на свещеникот се разлива низ одарот и кога ја нема, ја има. 3 години корењата со гранките, гранките со корењата, во едно око, во една душа, во изгревот, во залезот, налик на свеќе што никогаш не догорува, а трепери. И кога ја нема, ја има. Глутница лицемери, сакаат да ме искасаат, а со твојата незгасната љубов им враќам убавина и добрина, што воздишки испушта. И кога ја нема, ја има. Следно ги поканувам Јовица Илик, Верка Танева Георгиевска, Нада Штукарова, Роман Јованов и Ана Георгиевска. Да ги проследиме. Сакувам на сите, а песните што ќе ја кажам се вика разгрбени. И вечерва остана будна. Се загледав во животот. Се загледав во живеачката. Зад мене, пред мене и насекаде околу мене. Сакав да соберам се на едно место, да го видам како цело, за да можам да обмерам, да мерам и пренерувам. Сак да си направам. Ама не бива. Некои нешта многу натежни. Кантар не ги фаќа. Други пат многу плитки. Без усул, без мерка, без образ. Најтрудно непознати. Некои од нив преплатени, други невозвратени и многу несватени. Сите означени со X, демек пречкртани, затрупани. Ама се што е затрупано, како семе засадено е, тогаш ќе изникне. Успеав да присоберам нешта вредни за чување, некои реченици за памтење и зборови за кажување. Нешто пак извадив и помина во времето за престој во мојот живот, сега и тука. Најмногу успеав да поделам тоа баш како треба, се на свое место. Не се осмелив да множам. Се исплашив од дефиницијата секој број помножен со нула дава нула, а некогаш беа пристојни, добри, честни, праведни, некои беа своји, а ги има и мои. Така се раздели. Мене секој утро ми се разденува и животот ми вели, добро утро, ама ако си велам, секое сознание, колку и да е тешко, сепак е подобро од заблуда и незнаење. Живот. Сите сме забрзани, уморени и смрачени. Животот ни е виновен, патиштата прашливи, сонцето сите не грее, дожд не врне, стравот не здрвува. Денес сме тука, а утре не. Мислиме во магла да се скриеме. Се тркаме со времето, но се ни бега. Ветерот фучи, грижите ни ги грама. Животот не ни е мил, постепено исчезнува. Лути и тажни тој не сака. Сака насмејани и ведри лица, мечтае за радост и топли срца. Затоа треба стрелките на своето јас да ги свртиме во насока го сакам животот, да продолжиме смело со насмејани лица и со поглед мил и тогаш животот ќе ни биде подобар и посреќен. Ова песна е од Ѓорги Ѓоргиев. Родната куќа. Кога сакам со мислите да се вратам на детството, далечно мое. Желно ми е да пречекорам прак. Прак безброј пати чекорен од детските нозе мои. Да пречекорам и силно чувство во мене да плекне. Но не можам. Јас не можам. Од таа родната ми куќа веќе ја нема. Малото и топло одајче во кое се родив, веќе го нема. Во кое ме лула, во кое сонував, го нема. Не постои селото, не постои таа.
Сал купишта камења, ќе срепнеш таму. За миграција зборуваат тие и молат бар некој со мислите своји да навраќа често, во заборав силен да не паднат тие и родната ми куќа. Но сепак јас ја сместив на сигурно место во душата, во срцето, во мислите мои. Тука е каменот крај куќниот праг, на кој често седе, загледан нигде. Се прашувам и сега јас, што е сум мислел тогаш, в тој час. У близина беше и плевната стара, во која пластев месено и цвркотеа безброј птици. Тука е старото огниште чино, тука е топлото одеќе, што се уште душа ми грее. И ова е мојата песна. Мисловни препреки. Што знае дождот? Сакајќи да ја сокрие мојата љубов во топлината на 4 цита. Што знае одирачот на керамиди за соленоста на мојот непресушен водопад? Каква моќ има тој да ја зароби мојата љубов, која секоја препрека може да ја сруши? Што мисли ветрот, кога сака да ја однесе единствената моја утеха? На уличниот свирач, згаснувајќи ја неговата последна numera. Дали мисли и дека со мене така може да успева? Што сака да направи големото бурно сивило? Да го сокине синџиот на мојата издржливост? Може само да ја извади мојата длабока мирољубивост. Некогаш сите се против мене, но јас безпрекорно ги сакам. Бог затоа секогаш ми пружи рака. И јас неуморно се враќам кај мојата сакана. Со месечината сме доста слични. Таа рефлектира светлина, а јас љубовта на мојата единствена звезда. И без разлика дали има облаци, препреки, нашиот приказ никогаш нема да престане да свети. Еј, појави неуморни, не заборавајте кој владее со вас. Истиот тој, кој мене и звездата не спои. И само тој ќе може нас да не раздели. Случаен патник. Ти стоиш просто и немо гледаш ни житни полја во румена зора. И ти во ветрец песната мора да ја разнесе нежно низ листена гора. О болко моја, што срце ми кинеш, биди сведок на аманет даден. Зарем треба вака да болиш без да минеш? Зарем твојата рака живот, цвет да ми скине? Калдрено стара ти, што песна ми знаеш, под ноќен фенер солзите ги бришев. И пак ќе дојдам, дури душа ми бара, да пеам за се што било и ќе биде. И за крај ќе ги проследиме поетските настапи на Сара Бојкова, Мартина Јованова, Билјана Диманова и Виолета Станкова. Скитам низ цидините, степениците, обалите, тесните тротоари, парковите. Екна мелодија од акустична гитара. Една клупа дрвена со поглед на море. Август. Летото завршува. Емотивно е. Посакувам да може да ти ги покажам убавиниве, патеките, гледките, клупите, цидините и стражарите. Да ти го покажам морето. Да ја почувствуваш оваа љубов, да почувствуваш мир. Данското сечење. Ти, чекорите се испреплетуваат, рацете прегрнати нежно. Времето молчи, само твојот поглед кажува нешто. Читам твоите усни, копнеат по љубов, копнеат по среќа. Небото нема граници,
петличката блеска. Затоа постои оваа песна, танц под месечина. Дожд од звезди рој, се капи убавина во мене, убавина околу нас. Да избегаме од реалноста на кратко, само ти и јас. Заедно чекориме под небесната ширина, прегрнати типко во танц под месечина. Вечер на сите и големо благодарност за Зорчо Панов и до поканата. Денес ќе прочитам мојата песна «Почитувај ме» од мојата необјавена збирка поезија «Љубовта стисла на мојот живот». Почитувај ме. Си се запрашал ли некогаш што најмногу го сакаш? Љубов, почитување или страст? Ако ме прашаш мене, да бидам почитувана најмногу го сакам јас. Љубовта е волна, секогаш започнува со насмевка. Различно трае, кога еден ден ќе заврши, ќе ја снема, еден од нас не се кае. Ќе плаче и пати и утеха ќе бара, сите ќе му бидат криви, со секого ќе се скара. Страста е лоша, во љубомора те тера, толку многу си во паника, што во никого немаш вера. Постојано се вртиш, кон никој да не те следи, дури и кога сме потполно сами, пак ништо не вреди.